Ако сте удобно сместени пред вашите ТВ екрани и уживате во неделното попладне, мене ми е чест што и овој пат дозволувате ние да бидеме вашето друштво. А кога веќе зборуваме за удобност, многу е важно така да се чувствуваме и во сопствената кожа. Затоа е потребно да му посветиме време на нашето здравје и на добро познатиот баланс меѓу телото и духот. Веројатно тоа не е баш толку многу лесна работа, но дури и да не се чувствувате така, важно е за тоа да бидете свесни и да сте подготвени промената да ја започнете веднаш. Во колку и тешка животна ситуација да се наоѓате, вие имате можност да одберете да се самосожалувате или од неа да излезете како победник. Во моментите кога премрежјата на оваа девојка беа под лупата на јавноста, таа го одбра второто. Како јогата и помогна да го подобри балансот меѓу телото и духот, здравјето и изгледот. Денеска во Ферплей со Јана ни открива Лејла Рамковска. Јогата и сите начини на кои што таа може позитивно да влијае врз нашето здравје, па и расположение, ќе биде наша денешна тема. Мене ми е многу драго што овој пат прифати да зборува на темата една дама која што ќе ги сподели практично личните искуства и начинот на кој што применувањето јога и го промени животот на подобро. И посакувам добри дојде во Ферплей на Лејла Рамковска. Лејла, добри дојде. Повели во студиото. Ти благодарам, Јана, на поканата. Многу ми е драго што си тука. Исто и мене. За прв пат, а искрено прв пат и јогата е тема на нашата емисија. Има многу теми поврзани со спортот и многу спортови, но еве некако дојде на ред. А ти си, ајде да така се изразам, исклучок во поглед на тоа кога човек стартува сериозно да се занимава со некоја спортска вештина. Вообичаено 30 години важи како период во кој е доцна ти сега допрва да стартуваш со некаков спорт, меѓутоа, еве, докажуваш дека не мора да е правило. Па како ти гледаш на сите овие нешта? Што би им рекла на луѓето кои еве може би имаат 30 години и се уште не почнале никој пат досега ништо да спортуваат? Јас искрено не ни размислував дали ми е доцна или ми е рано. Тогаш имав веќе со второто моје дете бев туку што породена. И веројатно тој стрес и нели подолго време, не физичка активност, нека прв пат сум почнала да вежбам 30 години, меѓутоа не све било она, нели како што правиме, почни па остави све со паузи. И потоа по првото дете малце еден подолг период ми се фати, се до второто дете, на 4 години, помалку физичка активност и стрес и се тоа што предизвика да имам и вртоглавици, спондилоза, нели тоа модерна болест, дискус, сите тие проблеми ги имаме, кај кого повеќе прави поголеми потешкоти како помалце, меѓутоа кај мене веќе беше неизбежно да почнам со терапија. И во тој момент при терапии решив дека нема да го поминувам животот по доктори и по терапии константно, затоа што тоа не е решение, нели, да се лечиме на тој начин. Туку дека треба барем некоја блага физичка активност да се применува. И така почнав од некој 10-15 минутки во 2 пати, 3 пати во неделата да се истегнувам, само што бев максимално закржлава, значи тотално нефлексибилна, не можев ни мост да направам. Не знам ако знаете тоа што. Да, знаеме што е мост и секој пат кога гледам од страна од прва делува како нешто многу тешко, нели? Значи стварно не можам не можеш веднаш. Она нели прво се сочуваш со едно разочарување, фрустрација, како до кој степен уствари не можеш да направиш ништо. Меѓутоа тоа ако се надмине тој момент на его, нели кој ќе те марни егото, се што не можеш, тогаш веќе станува уживање. Се полесно. Да, па не полесно, меѓутоа уживаш во цел тој процес. Дали некој пат си размислувала што би било кога може би порано би стартувала да се занимаваш со спорт или не било тоа тема на... Да. Да речеме наместо на 30, ти уште на 20 години да си почнала со спорт, како ви знаеш како што би било кога би било. Да, баш така. Да, векам леле како моите не ме запишале на гимнастика или не знам што како дете. Меѓутоа е за се имаме нешто што би може да се кажуваме зашто не сме почнале порано. Така требало да биде.
Вообичаено кога ќе дојдат проблемите, кај сите нас е така, тогаш се свестуваме дека е редно да бараме некакво решение. Поредко ние превенираме нешто, почесто решаваме. Кога луѓето ќе имаат стрес или некаков тип на психолошки емотивни проблеми, тогаш докторите, стручните лица во пакет со се останато препорачуваат спорт, односно физичка активност. И обратно, ако некој се соочува со телесни проблеми, има вишок на килограми, сака промена во изгледот, треба да почне да вежба, но и да внимава каде му одат мислите. Сега, според тебе, постои ли некаква идеална формула од каде да се почне? Дали физичка активност да биде прв чекор или не мора сега па да биде прв чекор кон некоја промена на подобро? Искрено, малце на оваа тема сум така по-строга и мене не ми се верува дека се уште, за жал, се уште дискутираме дали треба да бидеме физички активни или не. Тоа е исто како што треба спиеме, треба да јадеме, треба да одмориме, треба да работиме, треба и тоа треба. Тоа е дел, затоа што телото, ние имаме преголем потенцијал, премногу енергија. Значи, тој умор што го чувствуваме, најчесто психички умор, не е толку физички умор, бидејќи свение, на полесно свение на дофат. Така да, тој психички умор се исто така се намалува со физичка активност. Не може некој, нека каже дека после вежбање, освен ако не претера, тоа е веќе друг проблем, никој не може да каже од умерена физичка активност дека потоа се чувствува поуморен или дека му е потешко или дека е, не знам. Така да, тоа не треба воопшто да се поставува прашањето дали треба да бидеме физички активни. За степенот на физичка активност, модулот на физичка активност, тоа има огромни опции. За тоа не дискутираме, меѓутоа било каква пешачење, точак, не знам подобро од никаква. Да. Еднаш неделно, 2 пати, 3 пати, секој ден. Значи, само тоа не се дискутира дали треба да бидеме физички активни. Се уште, ајде да речам, можеби првата асоциација за Лейла е чива керка е, иако си индивидуално успешна во сето тоа што го правиш. Дали во тој поглед, со сите случувања поврзани со твоето семејство, јогата ти помогнала да, можеби, да прифатиш, да надминеш, да ти биде повеќе сеедно што некој ќе напише или што некој ќе рече, или дали ќе тоа суди уште пред да те познава лично, нели? Бидејќи многумина те знаат можеби само преку екраните или само преку медиумите. Да, никогаш не сум размислувала на тој начин искрено. И го гледам сето тоа како, не знам, ета, да ми додало на искуство, не знам, на начин да ме турнало едноставно да си барам начин како би си се ја самата изразила, како би си нашла трпение, сила во себе. Не сум гледала од негативна страна, искрена да бидам. Меѓутоа, јогата, не на почеток, меѓутоа последна година, сватив како, на кој начин да ја искористам и тоа и до денес на часовите и на моите практиканти, тоа ги учам. Не можам јас секој аспект на јогата, не сум јоги, искрена да бидам. Значи, не сум јас вистински јоги, меѓутоа знам како алатка да ја користам јогата, некој голем број од јогата, голем сегмент од јогата да искористам како би ме направило подобар човек, потрпелив, подобар кон себе, подобар кон другите, меѓутоа и како би нашла сила во себе и истовремено флексибилност, не само дека сила е само крутост, ако нема флексибилност, ако нема мекост, или па ако сме само флексибилни, ќе ни фали на сила, на дисциплина. Така да тоа и пробувам, тоа што јас сум го научила преку јогата, пробувам да го пренесам на моите практиканти, едноставно да си ја пронедат силата или флексибилноста или што им да им фали, да ги избалансираат тие две сили, да речеме. Да, кои се оружје кое нам дефинитивно ни помага полесно да во секојдневието со себе се справиме. На себе, значи прва работа ни е да си се запознаеме точно какви што сме, да се прифатиме и од таму тргајќи да си ги знаеме кои ни се маните, кои ни се доблестите и да ги тие да си поработиме на двете.
Да. Многу важна тема, ќе дојдам до неа, само фотографиите кои одат во позадина ме инспирираат тоа да те прашам. Имаш многу убави фотографии кои барем во моето око делуваат уметнички. Во денешно време, претпоставам ќе се согласиш, јас барем тоа го гледам многу често на социјалните мрежи, кога девојки или мажи се фит и изгледаат убаво и се згодни, едноставно за око е сето тоа убаво, знаат тоа да отиде во една погрешна насока па да стане вулгарно. Ако некој има одлично извајано тело, тогаш треба и да знае да се носи со него. Дали тебе ти пречи кога по некој пат йога пози или било какви други фитнес пози или спортисти ќе ги видиш дека се премногу голи или дека истакнуваат на погрешен начин одреден дел од телото што се коси веројатно со критериумите на спортот. Нели спортот не сака тоа да промовира. Сосема друга. Во однос на тоа не знам, може тотално некој гол човек да се слика и да изгледа уметнички, може тотално да се облечена и да изгледа тоа вулгарно. Така да начинот на кој што како го изразуваш тоа е прашање. Веројатно се оди на боне полесен пат како да се привлече внимание и да се не знам да се дојде до купувачи, да кажем, на што и да е тоа што го продаваш. Јас, мојот пристап не е таков, мојот пристап е веќе, јас 9 години сум оваа работа и онака одав умерено, постепено, со, не знам, имам некоја умешност да биде се што ќе се направи на доза на вистина, естетика, убава естетика. Значи не е случајно, така посветуваш на тоа внимание и ги бираш. Човекот секако гледа, секој си гледа тоа што го нели тоа не можеш да го контролираш кој како го гледа, ама до тебе како се изразуваш и што сакаш да изразиш. Немам ништо искрено против. Јас само сум против премногу нагласување на физички цели. Ајде да работиме тоа. Сум од време на време, може, сакаш да си направиш нешто, дел од телото, меѓутоа не е нешто што ќе те задржи во текот на цела година или во текот на како животна навика, бидејќи тоа е неодржливо едноставно. Еве, не знам, и стомачни ќе направиме, меѓутоа тоа не е одржливо во текот на цела година. Не знам, задни ќе направиме и тоа не е одржливо. Единствено што е одржливо во текот на цела година е доброто чувство, да не ме боли грб, да не ме боли, а тоа е веќе второ, трето степено на вистина што автоматски си доаѓа нормално кога тоа си го правиш само по себе, како најнормално нешто во секојдневието или во животот, секако дека си доаѓа и фит тело, умерено фит тело сега. Само тоа сум прекоја преголема фиксација кон физички изглед. Имаме тука, не знам, овој регион. Оно што ти го спомена, јогата помага подобро човек да се запознае себе си. Сега ти кога првпат малку подобро навлегуваш во сето тоа, ќе дојде и моментот кога искрено се соочуваш самиот со себе, односно дознаваш кои се твоите лични карактеристики кои ти се допаѓаат, а кои се твоите карактеристики кои што во еден момент сваќаш дека не сакаш да се тука, дека сакаш да ги промениш, дека треба да работиш на нив. Еве во твојот случај, кои биле првите мани, да го потребам тој израз, кој што можеби си ги забележа кај себе дека сакаш со текот на времето да не се повеќе тука? Сега ако треба да си го вратам, да си вратам меморијата, веројатно тоа било многу лесно сум се не туку малце ќе ти дојде тешко или досадно, подкаже се па смени нешто друго, подкаже се па смени нешто друго, нели константно промени, тоа ми е како карактер малце мана. Преку јогата научив да останам нели во тргајќи од поза, да речеме, некоја стојна глава, сите знаеме стојна глава. И за процесот до учење на стојна глава е малце по долг. Нели, многу работа на себе. Прво работа физички да се спремиш, па психички да се спремиш, па трпение, па се тоа. Сега, ако, например, ако одам по својата природа, ќе ти речев, сега не може ова, тешко е, не знам, не може, ќе ми здосади цела таа работа, или па, како што прават на часови најтешко, одма сака да застанат на глава, одма скокаат, побрзо да дојде па нешто ќе имаат болки, после тоа, па ќе готово, застанав на глава и тоа. Тоа сум го научила да бидам по-константна и да останам и во позиции, во ситуации, значи тоа во јогата што учиш за себе,
пренесува и Во во животот. животот. Да останеш во ситуации кои што не ти се баш така интересни или забавни или лесни или што и да е, бидејќи после тоа доаѓа целоној, нели како да речем, како подарок на се тоа што си поминала. Си истраел, си издржал и си поминал. Важи едно, тоа е непишано правило или можеби е само некаква си табу тема или лага, дека за оние кои се потемпераментни, поенергични, јогата не е вистински избор. Дали е тоа точно или не е точно? Тоа ми е најинтересно. Види, прво, ако навистина си стварно темпераментна и така динамична особа, ти треба јога за да можеш да те смири. Ако не си толку динамична и темпераментна особа, повторно ти треба јога за да ти го извади тој некој оган што го имаш во себе. Прво типови на јога, како учители, прво се разликуваме. Јас од тебе можам да извлечам друг учител може трето да извлече тој тип на јога, може не постои за тип на човек на кој што може не му треба јога. Еве, пак ќе зборам, многу сегменти се во прашање од јога. Дали учиш како да дишиш? Дали ќе се истегнеш само тој дел ќе го примениш? Дали ќе стекнеш сила на цело јадро, значи преку јога како што се стекнува, навистина не е работата за мускули, него како да ги користиш мускулите, стомачните мускули. Мислам дека ретко со која друга дисциплина се учи тоа. Дали медитација ти треба? Значи, повторно се многу сегменти, нема врска со тоа како карактер сум, а тоа само која ќе ми го кажете, сам повторно показател на не знам, уште нешто не си пробал, а знаеш ти веќе. Дали е добро, дали ти одговара? Тој мајндсет ми е многу погрешен. Многу погрешен. Сега, бидејќи си инструктор и она знаење кое што го имаш, го пренесуваш, како се справуваш и како ги советуваш оние нели кои што доаѓаат кај тебе во моментот кога самата го спомена, голем дел од нас не можат ни 5 секунди на една нога да стојат, а не нешто повеќе од тоа. И сега се обидуваш нешто да направиш, сваќаш дека немаш сила, дека сега треба да стекнеш кондиција, сила, концентрација и ти доаѓа нервоза или фрустрација. Кој е твојот совет кон нив за да не се откажат, да не речат како што споменавме, не е ова за мене, баталувам уште на стартот. Нели трпението, додека да дојде момент на доволно трпение. Има ли шанса, ти имаш ли моќ да влијаеш врз таквата нивна одлука или тој човек мора да го направи сам? Влијам. Морам да признам дека влијам, да. Меѓутоа и типот на луѓе што доаѓаат кај мене се одлучни дека сакаат, значи првиот час нивно доаѓање на прв час и да речеме последен месец на вистина имаат тотална разлика, прво енергијата има, друга веќе кога ќе влезат во студио од првиот и последниот пат. Меѓутоа јас ги чувствувам, можам да ги проценам, па според тоа и им пристапувам. Гледам каде се мачи или што им е тешко, па така малце ќе ги потурнам, ќе им помогнам. Меѓутоа во принцип кај мене се знае, си има дисциплина, си има не доаѓаш се тука да плачеш и да кукаш колку не можеш, туку да видиш што не можеш, дека тука има простор, тоа што не можеш има простор доколку сакаш да го постигнеш, не мораш. Меѓутоа не сме ние нема зошто да се фрустрираме со нашето тело, затоа што тоа е наше, не е телото еден човек, а јас сум друг, па сега јас ќе се љутам, зошто телово не ми може тоа и тоа и тоа. Подобро прифати дека од тебе зависи, конекција прво и основно, да се соединиме едно, дека си тоа прво, кога ќе прифатиме, повеќе работиме во мир, не знам, на себе.
Јогата како дисциплина сепак и кај нас можеби во странство побрзо, но кај нас веќе во последните години е популарна. Да, луѓето можеби потешко се одлучуваат дали е конкретно за нив, меѓутоа е популарна и сега низ Македонија веќе се отворија доста студија, има многу луѓе кои се декларираат како инструктори. Треба да бидеме внимателни околу овие работи затоа што се работи за нашето здравје. Пред се кажи ми како еден човек станува јога инструктор. Дали ти самиот мораш да почувствуваш кога и дали си подготвен да соодветно пренесеш она што треба, или мора некој друг од страна да види и да ти посочи дали ти си навистина подготвен за тоа? Не знам искрено како да кажам. Јас бев од првата генерација на ученици на НЕДА. Тоа беше една обука според Йога Алајанс, која што светска призната, меѓутоа ни тоа не е важно. Излегуваат многу учители. Сега ти одиш на обука за да се обучиш. Дали потоа ќе одлучиш да си учител, да се пробаш да бидеш учител или не е пресудно за да отидеш на обука. Секој може да оди на обука. И сега дали треба, не знам, навистина, ја не планирав веднаш да почнам со часови, меѓутоа склопна околност и некако така ме турна и без размислување почнав. И фактички јас и се учев, не може да бидеш учител од прва, нели ти треба искуство. И супер што сум почела. Во денешно време, како треба да стануваат учители, според мене нема правило. Може да не одиш на обука, сам да си се обучуваш и да си многу добар учител. Може да одиш на обуки, меѓутоа да не си добар учител од аспект не знаеш да го пренесеш тоа или не знаеш енергија да пренесеш, што не е јога учител да си само нели по книга. Сега учам јас и ќе предавам по книга нешто, него е сепак се работи за малце спиритуалност, енергија, кој како, секој нели различен му е стилот, пристапот, меѓутоа сепак според мене зошто нема правило, кој сака може да почне да си држи часови, да си отвори студио, дали работи добро, си покажува едноставно времето и луѓето си окажуваат тоа. Ако имаш практиканти, значи си добар, ако немаш, нешто треба да поработиш. Да. Не викам дека не си добар, меѓутоа нешто има на што треба да поработиш за да. Апсолутно, се согласувам во поглед нели на позитивните ефекти, сакам само да ги исклучиме оние ризици, бидејќи се случувало, за жал има, иако се поретки, се случувало луѓе да не конкретно само од јога, од било која друга спортска активност, ако немаат соодветен надзор, тогаш да си направат и проблеми наместо позитивни ефекти, преку лоши вежби или нешто што не е за нив, нели? Треба да биде тоа правилно. Верувај дека мене искрено ми се случувало, колку и да кажуваш, сега сработиш ти со 10-20 луѓе. Ти кажуваш немој да го направиш, чекај ме, дигни рака, меѓутоа некогаш толку прво храброста, нели може да имаш луда храброст. Храброст или толку егото е големо што иако кажуваш се вербално објаснуваш, само што се вртиш, некој веќе поврзал. Да стои на глава и значи си паднала. Не можеш тоа толку да го контролираш. Што е лошото? Ако ти како учител пристапиш кон некој и го туркаш во нешто, и го охрабруваш во нешто што не е спремен, тогаш одговорноста е твоја. Тоа се случува. Тоа слушам дека се случува. А како лично, ова ми е исто многу интересна тема, како лично ти самата ги поместуваш твоите граници? Нели сепак из оваа дисциплина ја спомена храброста, мора и разум, апсолутно, мора и да знаеш до каде твоето тело може и не може, но по некој пат мора и да се обидеш едноставно за да дознаеш дали може или не може. Сега многу е тенка таа граница. Како ти одлучуваш во одреден момент дека е време за некаква нова поза, нова вежба, напред? Визуализација прво, така ќе визуализирам, па ќе ја мислам, па секако ќе пристапам, па полека, па со вежби, па со и мене ми е можеби најголема причината што ми е преголема љубов јога е она експериментирање со себе, на детското што го има со јогата, затоа што ти буквално си играш со своето тело и гледаш до кај може сега, до кај може, чекај се ова да правам, до кај може и нема крај.
буквално си експериментираш со себе и со психиката, колку ти е колку си флексибилна и колку си силна во одредени позиции и со телото, и целата комуникација, можам, не можам, чека ова да пробам. Че сепак постои доза на ризик, нели? Кога испробуваш нешто ново, не може постои некој огромен ризик, искрено се. Стварно треба да си многу и воопшто да не се го слушаш телото и да не внимаваш за да ти се случи некоја така сериозна повреда. Мене ми се случило, меѓутоа тоа беше на почетокот, само што почнав и нели гледам леле колку и ова ми оди, леле шпага направив прв пат на 30 година. Шпага направив. Добро, ајде без загревање сега шпага ќе направам. И тука нешто така ми цивна, таа повреда малце, меѓутоа пак не е некоја сериозна повреда, меѓутоа та прави непријатност. Сега јас од тоа искуство пак можам да од мое искуство да кажувам да ги учам другите како не треба како да бидат повнимателни, да не избрзаат. Кога ќе успее човек подобро да се зазнае себе и подобро да се носи со се што околината му сервира, тогаш е полесно да функционираш или ти станува можеби потешко да функционираш и да те нервира што можеби другите не се на таа фреквенција, што можеби кај другите не можеш да очекуваш одредено ниво на емотивна интелигенција, на трпение и така натаму, нели кога ти нешто кај себе ќе подобриш, тогаш полесно воочуваш дали некој истото успел кај себе да го направи или несвесно постапува. Дали тебе тоа ти помогнало или одмогнало? Не, заедно со таа мудрост, ќе кажам, која што доаѓа од толку добро самозапознавање, доаѓа и поголемо прифаќање. Најважно. Значи прифаќање на човекот, на луѓето какви што се, да, и повторно да пробуваш, значи тоа е работа секојдневна, не дека не знам некој совладал тоа и готово, завршила работата, него константно треба да работиш на тоа, нели да гледаш кај човекот тоа на позитивна добра работа и тие другите лошите работи да ги прифати затоа што сите ги имаме, тоа нема бегање. Луѓе сме и за да не се нервираме, нели. Секако дека ќе дојде од време на време нервоза, меѓутоа генерално треба да работиме на големо прифаќање, поготоа кај нас прифаќање и малце да гледање со добрина, со емпатија. Значи, многу е важно. Ни недостасува многу, да. Имаш од неодамна, од крајот конкретно минатата година, официјално го отвори твоето студио, каде што конечно имаш свој дом, свој простор и таму работиш со оние кои ти ја дале довербата. Кога смеете повторно кај енергијата твоја, како пак успеваш да ја заштитиш, ако земеме предвид дека оние луѓе кои доаѓаат таму по автоматизам стекнуваат со тебе и кон тебе доверба. Тоа значи дека многу често нивната состојба во која се наоѓаат, нештата што ги прават среќни или несреќни и незадоволни, ти ги знаеш. Меѓутоа ти си една или сте тим, нели, инструктори, а сите тие луѓе се многу. Возможно ли е човек да се заштити сите тие енергии, да не влијаат кон твојата за ти да можеш и да си го зачуваш најдоброто за себе, но и да го споделуваш најдоброто од тебе. Мене не ми звучи како нешто што е толку многу лесно. Затоа што и ние се соживуваме нели со нечии туги приказни или туги ситуации. Да. Јас сум многу искрена во целовиот процес. Навистина ми требаше години за да можам да отворам студио такво какво што сакам. Нели имам деца, разведена сум поминала при многу потешкоти во животот и многу сум требала да работам на себе и на се за да можам да го постигнам ова. И со сите мои соработници сум искрена дека јас многу работив, значи многу грешки ќе имам, многу грешки јас ќе направам грешки, ти ќе направиш, меѓутоа таа отвореност е тоа што веројатно ме штити од она да чувствувам и да примам негативна енергија, затоа што прифаќам и од другата страна исто отвореност и искреност, но што не прифаќаме неискрен однос. Тоа што наставно се исклучувам од такви луѓе и не работам и не соработувам. На тој начин веројатно си го штитам енергијата, а и знам малце да си кога гледам дека ми треба одмор да си земам 3 дена. Да. 4 дена едноставно телото си бара, нели ќе ти падне имунитет и се тоа.
така да и на тој начин ќе се одморам после со обновена енергија, ќе се вратам назад. Не се дозволувам да бидам кога веќе нели кога си уморен психофизички, си нервозен и раздразлив, тоа избегнувам тоа да се случува, подобро да ме малце да ме нема, па потоа си продолжуваш нели со стабилно расположение, енергија и се. Со така по обновена енергија. Дали твоите деца имаат врска со спортот, дали се талентирани за спорт, дали со оглед на тоа што тебе ти е начин на живот, тоа им влијае во која насока се поврзани со спортувањето? Дефинитивно. Таа дисциплина што ја гледа пример син ми, има 14 години и онака баш со фудбал е од 7 години, онака со тренинзи, тоа му е најважно нешто, приоритет во животот, иако имаше период кога нели почнуваше да се излегува и да задружи, па се прашува дали треба да оди, едноставно го научив дека нема или пола или онака ќе си одиш од време на време ќе се играш фудбал со другарите или тоа ќе ти биде приоритет. И тоа е тоа. Исто и керка ми така по дома си прави, стои на раце, тоа го гледа интересен, вештини исто слично, можеби како тебе. Дефинитивно, не се некои деца што веројатно тоа што го гледат да седат сами или да играат на игрици или тоа да гледаат телевизија или така. Кога ти на 30 години одлучи дефинитивно дека ова ти одговара, имаш ли некои негативни реакции, особено од најблиските и коментари, сега ли на 30 години ќе стоиш обратно, стои на раце, мост и такви работи, или не најдена чудење, особено тие кои те познаваат? Првите реакции беа, бидејќи јас кога почнав на тоа Инстаграм, буша не беше толку, не беше воопшто популарен. Да, некако сега, да. Да, и кога почнав да споделувам јога пози слики, тоа беше прво нешто кај не постоеше од кај нас некој да постира такво нешто. Тоа беше малце чудење што сега што е, зашто што е ова вакви пози. Потоа кога решив да професионално да се бавам со јога, и тука имаше малце предрасуди, па кај со тоа ли се живее, нели тоа не е работа и така натака. Меѓутоа еве се докаже спротивно дека тоа што го сакаш, ако навистина се посветиш, може и да не постоело кај нас како навистина како сериозна професија, може да се примени, да стане. Зошто да не? Кога сме веќе кај слики и кај Инстаграм, има многу убави фотографии кај тебе со практикување јога на секакви локации. Каде си се чувствувала најубаво и во кој момент и на која локација да си практикуваш јога? Има ли некои моменти кои ги памтиш? Не знам дали на планина, покрај море или било каде на некоја знаменитост каде што си била и си успела да имаш момент за себе и за... Па секаде кај што има вода во принцип. Вода? Вода, да. Не знам, има едни водопади Дув. Се вика, тоа е така прекрасно место. Таму исто сум се почувствувала многу убаво. Сликајки, снимајки буквално, мислам, снимам слика, меѓутоа да си влезам баш онака во некоја медитација, во движење. Да, тие се места. Да има вода. Покрај вода, да. И да ми шушти вака, да слушам вода. Па да, цело е кога има се, нели, кога комплетно амбиентот е соодветен. Tell me. Get it. Yeah. You ain't nothing but a dog player. I get it. Fraud player. I get it. Understand. You ain't the man. You ain't nothing but a dog. You ain't. За сите оние кои го следаа разговорот, можеби ќе се инспирираат да се обидат, да почувствуваат како е кога човек се бави со јога. Кои се најголемите и првичните бенефити кои што еден човек ќе ги почувствува ако малку подисциплинирано и континуирано си ја вметне јогата во своето секојдневие? Првично и најважно, оние најмали физички болки што ги чувствуваме секојдневно, не сме свесни колку стрес и нервоза ни набиваат.
нели малце тука нешто да не боли, фактички, а секој ден си го носиш, меѓутоа Го секој толерираш, ден, цело да. време те боде. Прво од тоа ќе се нели ослободиш. Сонот верувам дека се подобрува. Држењето се подобрува исто така. Желбата да се грижиш за себе повеќе и повеќе. Не со еден мал чекор исто и тоа се случува. Само задоволството, самото тоа што си почнал нешто, само задоволството психички, значи тој момент си се наградуваш, си викаш браво, дека се почна и кога не ти се доаѓа, кога ќе се појавиш на вежбање и тоа е едно огромно задоволство. Првично се и најважни мислам дека тие работи, а потоа нели доаѓа до усовршување во изведување на вежби, па кога ќе почнеш да си чувствуваш телото дека ти се стегнало, дека ти полека знаеш доаѓа до друга форма. Многу работи има, нема една, две, многу. Да. Значи дисциплина, истреност и волја сепак не носат кон подобри резултати. Да, е така, малце да гледаме пофлексибилно кон вежбањето. Не е работата, ајде сега ќе одам ќе се извежбам еднаш два пати во месецот. Да, не толку како војнички. Еднаш два пати ќе извежбам, ќе имам, нема да можам да одам утре задутре и после ајде покфутно од едно опоравување уште еден месец, па пак умерено. Значи зошто мора да се претерува? Умерено, ја. Кога ќе дојат кај мене на час, викам, не мора цел час да го извеждаш, 10-15 минути, одмаре во другиот дел од вежбање. То со тој пристап долго може да истраеш. Да истраеме, да. Возраста, рековме, не е важна, навистина е така, доаѓаат кај тебе помлади и не знам деца, тинејџери, повозрастни. Доаѓаат, имам и 13 годишно девојче, имаме 40 и кусур години. Меѓутоа сите се така, значи психофизички така спремни, одлучни дека ќе работат на себе. Тоа таква група имам, преубава група имам. Добро, мене ми е многу драго што прифати поканата. Уште подраго ќе ми биде ако некого вистински инспирираме да се грижи за себе. Рековме, можеби ова не е вистинската или најпогодната дисциплина која ќе одбере, но важно е да сме свесни и да си работиме на себе, да бидеме подобри и поздрави, нели така? Точно. Верувам дека сме инспирирале. Да. Ти благодарам многу за убавиот разговор. До некоја следна прилика. Исто јас. Да. Благодарам многу. Моја денешна гостинка беше Лел Рамковска, за прв пат јогата како наша тема во емисијата. Еве, нека биде ова подсетување уште еднаш дека е важно да се грижите за вашето расположение и уште поважно вашето здравје. Поврзани се сите овие нешта, така што немојте никој пат да ги заборавите. А не го заборавајте и нашиот стандарден термин недела 16:15, тоа значи се гледаме за точно 7 дена. Довидување.